Добар ден, почитувани ученици, и добре дојдовте на уште еден видео час по предметот музичко образование за 9 одделение. Ви посакувам убави моменти поминати заедно со мене на ова наше видео дружење. Ние денес ќе обработиме наставната содржина свадбен циклус од темата Народно музичко творештво. Ова се целите и очекуваните резултати од оваа содржина. Но пред да поминеме кон обработка на новата содржина, најпрво би сакал да се потсетиме за општите карактеристики на македонските ора и нивната поделба според намената. Македонските ора имаат важно место во македонскиот фолклор и музичка традиција. Тие се составен дел од нашето секојдневие од давнешни времиња, а орската традиција со векови се пренесувала по пат на усно предание. Ората од нашето поднебје, кој изобилува со најразлични народни музички инструменти, се придружувани од еден или повеќе инструменти, а додека се игра ора, може да биде придружено и со вокална интерпретација. Исто како и македонските народни песни, и народните ора ја восхитуваат публиката која за првпат се среќава со фолклорна музика од ова поднебје, како со се друго, па и со својата ритмика. Правилна, неправилна. Тие изобилуваат со најразлични кореографски движења како подскокнување, клекнување, подрипнување, свртување, играње на колена и многу други. На овие фотографии може да забележите некои од нив. Начинот пак на држење при изведба на ората може да биде најразличен. Како на пример за рака, рамо, крлук, прсти и така натаму. Имињата на македонските ора многу често се изведени од инструменти, лични имиња, занаети, обичаи, имиња на места и така натаму. Македонските ора се играле за време на разни собири, веселби, свадби, најразлични обреди и слично. Затоа и според својата намена, нив ги класифицираме во две групи – соборски и обредни ора. Луѓето за време на разни празници се собирале на сред село, на Мегдан, на ливадите или пред манастирските порти на собор. Таму го покажувале своето мајсторство во играње, свирење и пеење. Ората што се изведувале на овие собири ги нарекуваме соборски ора. Нив ги делиме на машки, женски и мешани ора. Машките ора секако биле изведувани само од мажи. Тие преку овие ора ја покажувале својата борбеност и индивидуалност, најчесто преку надигрување. Начинот на држење кај машките ора може да биде за рака, за рамо, за појас или за крлук, односно овчарски стап. Во оваа група може да ги наброиме следните ора: тоска, ситна лиса, поступано, калајџиско, комицко и други. Преку женските ора пак се представувала добрината, елегантноста и скромноста на македонската жена и девојка. Начинот на држење при нивна изведба може да биде за раце, за шамивче или за малите прсти. Во оваа група ги набројуваме следните ора: женско крстено, беровка, тресеница, женско чамче и други. Мешаните ора, кои секако били изведувани од мажи и жени, го представувале заедништвото, единството и еднаквоста меѓу мажот и жената. Во оваа група ги набројуваме ората: сирта, џангурица, повратено, велгошко и така натаму. Сега да преидеме на обредните ора. Тоа се ора кои се изведувале само за одредени обреди. Тие се значајно обредно општествени регулатори со кои се воспоставува редот како во митско-религискиот, така и во општествениот живот на поединецот или заедницата, за нивна благосостојба, здравје, плодност и така натаму. Верувањата во надприродното биле и се уште се дел од секојдневниот живот. Луѓето од секогаш верувале дека со некоја нивна постапка може да влијаат кон конкретни случувања во секојдневниот живот. Од таму и потребата за овие обреди уште од давнешни времиња. Обредните ора исто така ги делиме во три групи: машка поворка или игра под маски, женска поворка и свадбен циклус. Машката поворка била изведувана од мажи. Карактеристично е што овие обреди многу често се изведувале под маски со цел да се прочисти заедницата од се што е непосакувано. Како на пример, да се ослободат од злите духови во кои тие верувале. Да се ослободат од најразлични непогоди како глад, невреме, болести и да воспостават ред и благосостојба во заедницата. Во оваа група на машка поворка влегуваат џамалари, василичари, бабари, ешкари, русалии, мечкари и други.
За разлика од машката поворка, која најчесто имала цел да го истера непосакуваното, женските поворки најчесто се изведувале за повикување на очекуваното и посакуваното, како на пример да се влие позитивно на природата, повикување на дожд за да ги налее посевите, повикување на сонце, наговестување на новото годишно време пролета по долгата исцрпувачка зима и така натаму. Во женски поворки може да ги наброиме следните: водичарски, лазарски, ѓурѓовденски, додолски и други. И стигнавме до свадбениот циклус. Верувам дека веќе претпоставувате дека овие игри и ора се изведувале за време на свадбените церемонии во чест на сите учесници на овој свечен чин. Оваа церемонија од секогаш се обавувала во црквата, манастирот, а онаму каде што немало храм, доаѓал свештеник од друго село. Овој обичај најчесто бил во раната есен, кога и впрочем најчесто се правеле свадби. Одредени верувања и обичаи до ден денес се составен дел од свадбената церемонија. Верувам дека и вие знаете некои од нив, но да издвоиме неколку. Замесување на лепче за среќа на младите ден пред свадбата. Треба да биде замесено од немажено девојче. Китење на надворешната врата со поставување на венец кој ќе стои цела година како знак дека фамилијата правела свадба. Кога доаѓаат сватовите кај невестата, две девојчиња стојат пред влезот и ги китат со китенки. Сватовите и кумот прво одат во домот на младоженецот, играат ора, песни и трнуваат по невестата. Може да наброиме уште голем број на обичаи за време на овој свечен чин, но да преидеме на музичкиот дел од оваа церемонија. Како ората и песните, и музичките инструменти секако се составен дел од свадбениот циклус. Иако во нашата традиција се застапени голем број на народни инструменти, сепак зурлите и тапаните биле незаменлив дел и имале главната улога во придружба при изведба на ора и песни за време на свадбениот циклус. Освен зетот и невестата, кај нас свадбената церемонија не можела да биде изведена без кумот, сведоците, старосватот и така натаму, кои исто така се важен дел од свадбените церемонии. Секогаш ора се изведували и во нивна чест, па да наброиме неколку ора кои биле составен дел од оваа церемонија. Оро во чест на зетот или зетовско оро. Оро во чест на невестата или невестинско оро. Кумово оро во чест на кумот, па следат свекрвино оро, сватовско оро и така натаму. Обично овие ора се мирни или како што народот вели рамни ора. Сигурно има уште многу што да се каже за содржината свадбен циклус, како и за обредните и соборските ора, бидејќи нашата долга традиција е пребогата со разновидност поради својот пребогат фолклор. Но бидејќи се ближи крајот на ова наше дружење, ќе предложам неколку линкови од интернет на кои ќе проследите неколку ора што ги спомнавме овој час. Исто така би сакал да истражите за други обичаи поврзани со свадбениот циклус, па да пронајдете на интернет видеозаписи од свадбени церемонии, ора, и анализирајте ги движењата и чекорите на учесниците. И за крај направете проект во кој вие самите ќе опишете некој обред од традиционална свадба. Ви благодарам на вниманието.